Значи, денеска ќе се одржи информативна сесија за програмата Креативна Европа, за двете подпрограми Култура и медија на Европската Унија. Во основа целта на оваа инфосесија е како и е дел од серијалот на настани кои што ги организиравме во соработка со делегацијата на Европската Унија, Министерството за култура и Агенцијата за филм на Република Македонија, со цел да ги информираме потенцијалните корисници, односно потенцијалните апликанти од културните, креативните и аудиовизуелниот сектор, да подготвуваат проекти за предстојните повици за аплицирање во рамки на двете подпрограми Култура и медија на Креативна Европа на Европската Унија. Значи, оваа програма е единствена програма на Европската Унија наменета за креативните, културните сектори и аудиовизуелниот сектор. Потенцијални апликанти може да бидат не само представниците од културните и креативните сектори, односно јавните установи, локалните установи од областта на културата, туку и невладини организации, општините, образовните институции. Значи, таргет групата на потенцијални апликанти, тоест корисници на овие фондови, е малку поголема. Значи, денеска во Прилеп, покрај тоа што ќе бидат представени овие две подпрограми од страна на Канцеларијата на Креативна Европа, имаме представник и од невладината организација Локомотива, односно Центарот за современи иницијативи и уметности Локомотива, бидејќи тие се веќе поддржани од програмата Култура 2007-2013 и програмата Креативна Европа под програма Култура, со цел да го пренесат нивното искуство во користењето на овие фондови и секако бенефитот од овие проекти. Па досега имаме одржано голем број на информативни сесии од почетокот од вклучувањето во програмата Креативна Европа. Ги организираме во Скопје, значи, меѓутоа ги организираме и во помалите градови низ Македонија. Изминатите неколку месеци организиравме информативни сесии во Охрид, во Струмица, во Велес, во Куманово, во Тетово. Значи, ова е дел од пакетот на тие информативни сесии за охрабрување на културните оператори за нивно вклучување во користење на овие фондови. Па информативните сесии најчесто се организираат, Канцеларијата за Креативна Европа не организира само информативни сесии, значи организира и работилници, организира и индивидуални консултативни состаноци, бидејќи како Канцеларија за Креативна Европа ние функционираме како советодавно тело и информативно тело на програмата Креативна Европа, односно на Европската комисија. Значи, зависи од крајните рокови или од објавувањето на повиците за аплицирање, така ги креираме, ги дизајнираме нашите настани, колку повеќе приближуваат повиците за аплицирање, значи се повеќе се фокусираме на работилници, на поконкретни индивидуални состаноци, зависи од потребите на апликантите. Значи, информативните сесии председаваат една генерална слика за програмата, додека понатака во зависност од потребите на организациите и на операторите, ние така ги дизајнираме нашите јавни и индивидуални настани со цел да одговориме на нивните потреби, односно да им ја дадеме поддршката која што им е потребна при подготовка на апликациите, при барање на партнери, при подготовка, креирање на проект идејата и така. Повикот за аплицирање во рамки на програмата Креативна Европа под програма Култура, категорија проекти за соработка се очекува да биде објавен многу брзо, можеби за недела-две, тоа сепак го објавува Европската комисија, ова се си уште неофицијални информации, крајниот рок веројатно би бил некаде декември, се уште ова се неофицијални информации, токму поради тоа крајот на октомври ние ќе организираме уште една работилница заедно со колешката од Германија во Скопје, каде што овие учесници кои што денеска се на информативната сесија, доколку планираат конкретно да работат на конкретни проекти, може да дојдат во Скопје и да го посетат тој настан, каде што многу поконкретно ќе работиме на конкретни проекти идеи. Медија е програма која што е дизајнирана така да финансира аудиовизуелен сектор, само единствено аудиовизуелен сектор.
И тоа не е само бидејќи е прилично отворено. Тука спаѓа, да речеме, развој на филмови, анимацијски, документарни проекти, поддршка финансиска на филмски фестивали, поддршка за проекти кои што подразбираат развивање и ширење на публиката, на филмската публика, видеоигри и тоа е вака генерално. Исто за медија, програмата е широка и отворена, значи покрај тоа што може да аплицираат продуценти, значи продукцијски куки може да аплицираат и регистрирани фирми, здруженија на граѓани, државни институции и се што е регистрирано не е индивидуални лица, значи не индивидуални. Повеќе следни се уште нема официјално отворени, исто се очекува да бидат 2 повеќе до крајот на годината, кои што би се однесувале за развој на филмски проекти и за филмски фестивали, меѓутоа и ова е неофицијално. Се што е новост, сите кои што се заинтересирани може да следат на страницата, на веб страницата и на Facebook страницата на Медија Деск Македонија и се разбира директно да не контактираат нас, оти тоа ни е улогата да им помогнеме да дојдат до информации и да си го остварат проектот кој го замислиле. Здруженијето на граѓани Локомотива беше меѓу првите организации, само што почна програмата Култура 2007-2013 да може да се користи во Македонија, меѓу првите организации што ја доби овој грант. Меѓутоа овој грант е грант што е грант на соработка, значи подразбира европски проекти, што се спроведуваат со европски партнери, при тоа опусот треба да биде што поширок број на различни земји што се членки на Европска унија, земји што не се членки на Европска унија и секако од сите сфери да има и од сите региони на Европска унија. Така да ние работиме професионално во полето, конкретно за овој проект, во полето на современите изведувачки уметности. Нашата европска мрежа од 12 европски земји, партнери и организации се бавеше со професионализација и развој на полето на современиот танц во Европа, кај што посебен фокус се стави на Балканот и пренос на искуства во тоа што се случува во поразвиените земји во Европа и како тоа, како сцена, како едукација, како пракса да се развие во Македонија. Ние започнавме со прв 5-годишен долгорочен проект во 2007 година и траеше до 2013 со истата мрежа на партнери, тој проект се викаше Градина на Европа или Жардан d'Europe, со истата мрежа на партнери, еден-двајца плюс минус излегоа влегоа. Во 2013 година аплициравме на уште еден 5-годишен проект Lifelong Learning, кој што завршува сега, во јуни заврши 2018 година. И значи проектот е исто во полето на современите изведувачки уметности, еден вид на континуитет за развој. Јас повеќе ќе зборувам значи што значи како организација да имаш едно такво 10-годишно искуство од секој аспект. Бидете експлицитни, така не многу широки. Не, Да. бидете, а зваркате малку подолу. Да. Значи, јас сакам, мојата цел е овде, би сакала оваа сесија да биде интерактивна, би сакала да добиам прашања од сите заинтересирани учесници, што тоа значи да си партнер во европски проект, како се наоѓаат партнери, како се наоѓаат финансиери, како се креира програма и како треба да бидеме паметни и да ги гледаме потребите во локалниот контекст во една европска мрежа да можеме да ги развиваме и од аспект на едукација, и од аспект на нови можности за продукција, и од аспект на развивање на критичка мисла во полето во кое што се делува. Ние делуваме во полето на современите изведувачки уметности, меѓутоа програмата е широка и може во сите различни аспекти и домени на културата и уметноста да се аплицира и да се работи. Значи, ефектите од програмата се огромни и многу големи, од 50 едуцирани професионалци, 30 нови продукции, мрежи, програми за доедуцирање на административци во полето на културата и уметноста кои продолжуваат да работат. Значи, има голем потенцијал и овие програми треба да се искористуваат. Има кофинансирање одреден процент од страна на државата, меѓутоа останува сепак на операторите една голема мака да го најдат другиот процент што не доаѓа од страна на домашните фондови, така да јас тука ќе го споделам искуството на една организација од Македонија како успела 10 години да работи во овие проекти. Не е лесно, меѓутоа тоа што се случува како потенцијалност и како ефект е многу голем и значаен за културниот сектор.